Татковина. Колку убаво и гордо звучи овој збор, го слушнавме пред малку. Почитувани граѓани, другари и другарки, почитувани жители на местноста Три Круши, на Кисела вода, на другите краишта од Скопје, од другите краишта од Македонија, нека ни е среќен и вековит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Навистина, изминатите месеци поминавме многу специфичен, тежок, но горд период заедно сите, рамо до рамо. И по протести, и по кампови, и во главниот град, и во внатрешноста на Македонија. Отворивме еден значаен проект кој што го нарековме Вистината за Македонија, за да ја соопштиме горката вистина за нашата земја, која што овој режим ја наметна повеќе од 9,5 години над нашата татковина. И рете денеска и на празници да бидеме заедно. Оти борбата, битката за враќање на слободата, демократијата, правдата и европските вредности во нашата земја продолжува. Продолжува заедно, рамо до рамо, еден со друг, се додека не и се радуваме и на слободата и на демократијата. Денеска доаѓаме овде на местноста Три Круши, заедно со раководството на партијата, од полагање на свежо цвеќе на гробиштата, на гробот на покојниот прв председател на Република Македонија Киро Глигоров. Дозволете да ги цитирам неговите зборови после референдумот, кога беше извојувана независноста на најдемократски начин. Неговите зборови беа следните: почитувани граѓани и граѓанки, нека ви е честито на сите вас и на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија, слободна, самостојна и суверена Република Македонија. Тоа се зборовите на председателот наш мудар, кој што во 91 година, во време кога се раздружувавме од бившата татковина Југославија, кога во другите земји паѓаа млади човечки животи, со трпение, со мудрост, со искуство кое што тој го имаше многу, од кое што мора да учиме сите, се избори да без капка крв, без било каква жртва, да си ја добиеме независноста и самостојност. Слава му на председателот Глигоров и никогаш да не го заборавиме неговото дело. Подсетувајќи се секако на тој ден пред 24 години, еве и денеска ние го одбележуваме денот на нашата независност. Но 24 години, еве 9,5 години, до април скоро 10 години, ќе направиме како не можеме отворено да зборуваме дека има слобода, дека има демократија. А председателот ја спомна и слободата. 91 година се вгнездила една змија во институциите на системот, која што наша обврска, почитувани граѓани, е да ја истераме. Повторно да се ја вратиме и демократијата и слободата во нашата земја. Имаме режим, хибриден режим кој што е наметнат во нашата земја и тој мора да заврши. Па идната година на 8 септември во вистинска слобода да го дочекаме празникот на независноста на нашата земја. И да ве подсетам, следејќи го патот на трпелието, патот на искуството, патот на сплотеноста, патот на смиреноста на председателот Глигоров, го отворивме проектот Вистината за Македонија и чекор по чекор, со огромно трпение, со голема верба во нашиот народ, без да дозволиме било какво насилство, на мирен начин, веќе огромни придобивки на патот на заменување на ова зло, кое што владее во Македонија, заедно ги придобивме и заедно им се радуваме. Но овој пат овде не застанува. Овие месеци кои што се исправени пред нас се од исклучително драгоцено значење за нашата земја.
Успеавме да се издоговориме во пржино за одредени вредности со чија што имплементација, верувајте, земјата чекор по чекор ќе ја вратиме во нормала. Ќе добиеме повторно демократски институции, ќе ја вратиме корективите во општеството. Тоа е само по себе значаен период до денот на изборите. Знаете дека се изборивме да добиеме преодна влада. Во преодната влада која што стартува на 20 октомври, конечна цел е заедно да ги вратиме демократските институции, но и да бидеме чувари на целото злосторство да не се повтори на денот на изборите, пред изборите, во кампањата и целиот овој период. Покрај преодната влада ќе го дочекаме денот и околу Нова година да даде оставка Груевски и да замине и никогаш повеќе да не се врати. Но до тогаш, почитувани сограѓани, треба да ја видиме независна македонската радиотелевизија. Треба Агенцијата за визуелно-медиумски услуги да биде на вистина коректив на медиумите со национални и приватни со национални концесии и приватна собственост. До тогаш треба да ги видиме првите чекори кон независно судство. Во 24 години демократска земја повторно да имаме шанса да добиеме правда ако сме правични. Имаме шанса сиве овие месеци да се избориме за ново изборно законодавство, за веродостоен избирачки список. Специјалниот обвинител кој што овие денови ќе се договори и тоа да немате сумња, бегање од тоа нема. Колку и да е болно за политичките противници, ќе има Македонија специјален обвинител кој што ќе отвори предистражна и истражна постапка за сите криминали кои што се направени сиве овие години наназад од власта. Сиве овие придобивки да заедно им се радуваме, да бидеме посветени и притисокот секојдневно да го направиме. Оти овие придобивки не се придобивки од избори. Овие придобивки, овие следни месеци можеме да ги добиеме. А верувајте, при барем силен исчекор од 50 до 70% од ова, ќе ја видите леснотијата со која Груевски ќе биде поразен. Ќе биде поразен од нас, ќе биде поразен од нашите сограѓани, ќе биде поразен од сите родолюби, од сите луѓе кои што си ја сакат Македонија. Овие денови јас и дел од нашето раководство ја шетаме цела Македонија. И главниот град, и западниот, и источниот, и централниот, и јужниот, и северниот дел на нашата Македонија. Одиме со активности во непосредни средби со граѓаните. Не на партиски средби. Директно по пазарите, по плоштадите, по чаршијата, директно на сред село во населените места на секаде. Народот е разбуден, почитувани пријатели. Народот го чека моментот да се ослободи. Народот е во голема надеж и исчекувања дека заедно сите сплотени, здружени од сите етникуми, сите граѓани заедно ќе се ја вратиме нашата Македонија повторно во рацете на народот. Тоа време доаѓа, тоа време бегање нема. Но еден дел од нив, можеби меѓу вас има такви ме прашуваат. Како председателе, како господине Заев, да дадеме сите прилог за ова за кое што зборувате. На вистина да го почувствуваме и дека ќе биде така. Во духот на борбата што ја водиме, во духот на трпението, на мудрост, на чекор по чекор, да нема жртви, да нема лоши моменти од целата оваа борба. Во тој дух треба да водиме сите заедно таа борба. Како? Со зборот, со зборување. Зборувајте за тоа што го чувствувате. Зборувајте за тоа што се случува во институциите. Зборувајте за тоа што и се случува на нашата Македонија. Но зборувајте и за надежта која што ќе следува после 24 април. Тоа е начинот на кој што ќе и помогнеме и на опозицијата, но пред се и над се на нашата Македонија. Посилно од зборот во втора декада од 21 век нема. Зборот беше вистината за Македонија. Доказот беше збор. Зборот преточен во реченици. Денеска е една голема вистина од која што бегање нема. Тој збор е богатството на секој родолюб,
на секој што си ја сака татковината. Отворете го срцето и душата и изборувајте тоа што ви носи душата. Само зборување за вистината ќе дадеме прилог сите рамноправно и подеднакво да си ја вратиме што побрзо слободата, демократијата, правдата и европските вредности во нашата земја. И на тој начин ќе знаеме дека сите даваме придонес. Дека сите таму каде што можеме и колку можеме сме вградени во нешто добро, во нешто татковинско за нашата земја. Дека даваме прилог сите заедно рамо до рамо. Денеска никој не може да каже дека не знае што се случува во Македонија. После бомбите, после вистината за Македонија и после целиот овој процес и чекори што ги изодивме, никој нема право да се прави наудрен. Никој нема право да се прави слеп при очи, глув при уши. Затоа слободно зборувајте, оти за вистината ќе зборувате. Зборувајќи за вистината, само ќе се ја сочуваме и унапредиме нашата татковина Република Македонија. И колку што е можно побрзо да ја видиме членка на Европската Унија и членка на НАТО. Само во тој правец е нашата иднина и друга алтернатива за нашата земја нема. Нека ни е среќен и вековит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Да сте живи и здрави и Господ да ни ја благослови татковината. Ви благодарам на сите.